Значи здрава на сите, идеме со второ видео. Микрофонот само што пристигнаа денеска и сум доста задоволен од звукот, се уште го тестирам. Значи ако има некои проблеми, на наредното видео ќе бидат коригирани. Осветлувањето се уште не е стигнато. Среќа дневната светлина од Сиетл ќе ми помогне. Значи презадоволен сум од колкото луѓе го имат гледано видеото. Значи 229 души го имат гледано и сум презадоволен од тоа. Многу позитивни коментари, али многу поплаки од тоа дека видеото трае 1 сат. Значи да бидат и пократки видеата, али јас убаво напишав дека тоа е вовет. Значи наредните видеа ќе се трудам да ги правам по 20 минути или 30, за да шо пократко и по да се концентрирам, да се разбере у секој видео посебно за кој дел ќе збореме. Изненаден сум дека многу луѓе не успеа да се снајдат со самата берза која што е легално Македонија. Че интересно е дека на ниедна телевизија, ни на Сител, ни на Канал 5, ни на МТВ не може да видите дека уствари во Македонија легално се продават и може да се поврзе банкарска картичка за да се направи профил. И замисли си и се изненадив дека например, јас прв пат кога почнав у Америка, лимитот ми беше $500 за една недела, која што може да депозирам за да купам крипто. А у Македонија е 3000 евра. Од тука го покажува $3000, значи у Македонија е 3000 евра, може и 4000, не знам. Интересно е тоа што значи банките, многу луѓе се плашат, нели, Патреја, повторам, не е пирамидална шема, не е понзи шема. Значи од цел свет веќе се купуват и се тргува со крипто. У Македонија, нели, како и секогаш, последни. Значи, многу луѓе мислат криптото е превара, луѓе 6 години више поминаа. 6 години како сум поврзан со банкарска картичка од Америка и немам никаков проблем. Значи, многу луѓе тражат, и постари и помлади, сум изненаден, тражат да и покажам степ бај степ како да направат профил. За жал јас го користам од тука VPN-у. Успеав дури да направам профил, не е тешко, значи самата берза ја гледате дека е cex.io. Имам постирано линк у секој видео ќе постирам линкови од кои берзи се легални и најдобрите. Значи одете create account, што е толку лесно и едноставно, исто како и Facebook да земете да направите. У нас сте имейл адреса, ставате пасворд и ја бирате државата у која, нели, најнормално кај нас е Формер Югославик Republic of Macedonia. Значи, за да има опција country Формер Югославик Republic of Macedonia, значи тие банки више го дозволуваат. Не може самата берза CEX да ја избере државата доколку банките не се подпишале договор или немат не ги исполнуват сите услови. Значи гледате, тука имаше agree to receive emails нели на македонски ме моля, нели, повише да го преведам, да ви праќат реклами и имейл нотификации и тука ги имате accept, значи да ги прифанете сите полиси, сите договори кои што ги нуди самата берза. Значи комплетно толку лесно и едноставно одете create account, значи нема што да се плашите да се логирате. Многу луѓе викате и тражат ми такви податоци, кажав ви дека е сигурно да се стават податоците во исто како да креирате банк акаунт. За жал е во Америка може многу луѓе што не ми веруваат на таков интернет, гледате колку е бавно. Мислам на таква сума на пари на интернет да е катастрофа и добро и самата програма го кочи. Значи имате се уште не може да го отворя. Значи интернетот е катастрофа. За жал. Значи имате одите у Finance. Значи сите опции ви се горе. Одите у Finance. Тука да душа ме одлогира самиот имейл. Значи логираш се и
веќе сум одобрен. Одете на Affiliate. Значи бавно е. Гледате тука ви самио ви има креирано referral link, значи секој пријател кој што ќе го препорачате, значи копија ако идеш да му пратиш тај линк, ти уствари ќе добиваш 30% од сите трансакции кои што се прават. Сега да видиме само за verification. Интересно ми беше дека, замисли си, одма ми дава $3000, сега не знам, мојот банк акаунт не е ни поврзан со самата берза за да видат колку пари имам и ме изненадува фактот дека ти дават, например, и само да ставите македонски пасош или лична карта или возачка дозвола, замисли си ви дозволуват Stage 1 Identity Verification, значи депозити до $3000 на ден. Значи дури ни америчка берза не нуди такава сума на пари на почеток. Имам другари кои што не ме слуша, не беа креирали на Gemini, на Binance профили, не беа направили и кога виш се решија да уложат, почнаа со 20 или 30 или долари, самиот Gemini и Coinbase и дозволува само $500, замисли си, на ден. И тоа е катастрофална грешка и најголемата грешка на сите што ја прават, чекат последниот момент кога ќе дојдат до пари или кога ги се решат, одеднаш да земат да креират. Вие луѓе не мора да имате пари, први може да си окреирате профил, да видите дали ќе ве одобрат и колку брзо ќе ве одобрат, па кога веќе се решите, тога и више ги ставате парите. Значи во е чудо. Депозит од $3000 и withdrawal, значи можете дневно да извлечете назад, да речеме, уложили сте $3000, сте направили профит од 10,000, значи на ден, замисли се, може да извадите $10,000 кај вас ке у евра, што е страшно многу добро за македонски услови, токави суми да може да се вадат. Значи Stage 2, ако сакате да имате дневно од $10,000 депозити и да може да ги теглите, нели, директно банк трансфер е available, и треба адрес verification, и јас од тука не можам да го попунам тај дел, поради тоа што, например, у Македонија неам да плаќам мобилен или некоја сметка за вода или за струја да е на моје име, за да ме одобрат од тука. А за unlimited депозит имате Stage 3, значи не можам, заклучено ми е, значи не сум го поминал Stage 2, за да видам, значи тоа е сигурно за некој што има компанија, или Stage 4 е дефинитивно за корпорации и за компании за огромни суми. Значи толку лесно и едноставно, нема што да се плашите да ги ставите вашите податоци за заштитени. Значи друго беше интересно е дека интернетот е катастрофа, а плюс и од позадина ме се уклучени и сите волети, нели, видив дека ќе ги покажам. Прво има највише заинтересирано за Neo Wallet и за Neo Wallet и за Cardano. Значи, например, тие што мислат дека е Ponzi шема и пирамида, значи проста логика, тоа не е возможно. Како што гледате, самата берза има склучен договор со Visa и со Mastercard, значи вие сите што имате Visa и Mastercard, значи може да унесете card number и expire date тука и да идете дека сте над 18 години, значи многу помали 16-15 годишни деца ми пишуваат како да уложат и што да направат. Луѓе, вие не може да уложите. Треба да си над 18 години за да уложиш. Многу луѓе ми рече, ама ќе земам од мајка ми лична карта и дозвола за да направам тоа си е ваш, нели, фамилиарен договор и проблем, не би се мешам во тоа, иако не би препорачал на помалку од 18 годишни да си играат со кредитни и со дебитни картички на нивните родители. Не е моја одговорност, ја пренасам информации, значи може, гледате, Visa и Mastercard имат подпишено договор, значи е легално. Не може Visa и Mastercard да бидат употребени и злоупотребени ако е ово Ponzi шема и пирамида. Јас извинјавам тука поради самата влага и AC-то се суши устата. Значи тоа е тоа, за толку лесно и едноставно за да се креира профил. После одете на депозит. Значи може да изберете од како сте, нели, избрале Visa и Mastercard. Тука имате и други опции, ePay, International Bank Transfer,
Domestic Band Transfer, другите две скрили ADV Cash со нив не сум баш запознаен. Значи, тук от десния ъгъл, гледате, може да изберете да депозирате нели от какво ќе ви одобрат картичката. Значи, погледнете кои fiat currency се достъпни за да депозирате от тия картички. Значи имате долари, евра, фунти и рубли. Ако не се лажам, мислам дека рубли. Значи друго, много луѓе што не може да разберат. Значи, замислим, можете и биткоин да депозирате. Значи автоматски имате, значи да го скенирате, имате креирано више волете адреса, че можете да речем од тие што имате од Европа, од Coinbase, од Binance, нема потреба да префрлате пари или да ставите кредитна картичка или дебитна, че директно можете, много луѓе што се збркуват, не разбират дека биткоин, значи вие кога ќе ставите дебитна или кредитна картичка, некои коини, например Cardano, може да се купи со USDT или директно со USD долар. А некои коини може да се купат само со биткоин. Значи зависи од коинот колку е јак и ги имате тие опции. Некои коини дури може да се купат и со Ethereum. Значи многу луѓе се збркуваат дека треба да на сите берзи да стават кредитни и дебитни картички. Не, на вас ви е доволно, например, cex.io да имате како поедомна база и точка да купите, значи со кредитна и со дебитна картичка со долари, да купите биткоин и тај биткоин вие може да го депозирате на сите други светски берзи. Дури ако не ви одобрат да ставите, например, на Binance и на KuCoin, да не ви одобрат и на Coinbase и на Gemini, да не ви одобрат да ставите кредит, треба да имате профил, ама да не ви одобрат да ставите кредитна и дебитна картичка, значи вие можете да го депозирате тај биткоин. Биткоин ви е таткото на коините. Таа е поедомната точка, со него може да купите се. Многу луѓе денеска ми праќаат линкови, брат, што мислиш за овај за овај криптокоин, луѓе, Tether не е криптокоин со кој вие ќе го купите, го Tether. Ако го отворе доста јас извинјавам, бавен интернетот. Значи самиот Tether е стейблкоин. Значи еден спрема еден однос со доларот. Значи тоа не е нешто што вие ќе уложите $100, ќе купите 100, не го отварам моментално, ќе купите 100 Tether и вие мислите дека утре тај Tether ќе стане $2.3 и вие сте направили $300. Не, и 2000 години да поминат, $100 и 100 Tether си е $100. Значи тоа е стейблкоин. Тоа е чудото кога вие, например, ќе купите со долари биткоин и тај биткоин ќе го смените у Cardano и, например, сакате да го имате купено за $100 Cardano и имате направено профит од $200, за да не изгубите пари, вие го менете Cardano у Tether. Значи тоа е стейблкоин Tether на број 3, гледаш, он е $1. Он никош не го изменува курс. Значи секојаш е $1. Значи кога ги сменете таа добивка, кој што не разбирате, ќе ја сменете направите печалка од $200 и кога ќе Cardano падне вие имате чисти $200 за да купите Cardano назад. Доколку многу луѓе кои што тргуваат Cardano спрема биткоин, кој што е тешко дури за професионалци, продават Cardano на печалка у биткоин до $200, кога биткоин се руши 20%, че вие губите 20% од тие $200 кои што сте ги сменили у биткоин. Значи кога ќе ги продавате коините, без разлика ако немат да ги сменете за Tether или за USDT, Tether и USDT фактички, за стейблкоин, гледајте да ги продавате за USDT. Не ги минете за биткоин или за Ethereum, пошто биткоин и Ethereum не се ставилни, гледате дека доста се рушат и после губите пари. И многу луѓе ми тражат да направам видео за напреден трейдинг. Луѓе, вие сте далеко од напреден трейдинг. Вие луѓе треба прво да разберете, ви треба буџет, треба ви сигурна работа за луѓе нели од Словенија и од други држави што ми пишуваат што стварно земат добра плата, окей. Од Македонија вие немате стабилна работа и плата, не можете одма да трейдате. Доста луѓе направија профит на почетокот, али ги изгубија сега сите пари. Затоа што вие играете комар со вашите пари. Јас упорно ви го форсирам Cardano како коин кој што ако го купивте, сега ќе бевте на печалка, на доста добра печалка и со самата печалка ќе задржите дел од Cardano коин и плюс другите ќе ги сменевте од други коин. То така се играе. Не си играе вие да земете сега прв пат седнавте на берзата, видовте 2-3 видеа, гледавте некои 10 луѓе и 10 сати на YouTube емисии и одма станавте професионални трейдери.
Има много луѓе што имат земено пари од собствените родители и пари на заем. Не се взимат пари од собствените родители под нивен договор, разбирам. Али не се взимат пари на заем, пари под лихва. Одучете се од тие работи. Не ви треба. Ви у каква печалка сте ако взимате пари укочени под лихва или на заем од некој, кој што вие му дужите и на него. И друга работа која што многу луѓе не разбират. Вие Cardano што купивте на печалка, нели уши кој ви кажав на 0,23 центи и на 0,3 го нема никој купено. На 0,23, на 0,68, на 0,68 центи го имат купено доста. Сите го продадовте и сега дел од нив ми се жалете дека го изгубивте. Дел на тоа што не знаевте да го тргувате, дел дека цената рипна од 0,78 на 78 центи на 1,13 на 1,40. Друго една работа што е најбитна. Вие кога продавате Cardano, не сте ви одма на печалка. Треба да ги пресметете парите, колку пари, например, кога сте купили за тие $100, колку самиот exchange, ја тука не можам да проверам на CEX, треба да проверите колку пари плаќате фи, данок, и колку пари треба секогаш да тргате, например, $20, ово 20% од тоа што сте печелили. Значи на вас моментално на мали суми не ви се исплаќа да тргувате. Вие сте одма на самиот старт у загуба. Вие треба сега да складирате, да направите едно добро портфолио, здраво портфолио, кој ќе, да речеме, Cardano веќе сте го купили на $1 и веќе ќе е $3, вие сте мокни да земете дел од тие пари да пробате да трейдате. Вие сте далеко да трейдате сега на самия почеток. Тоа е, значи, накратко за самата берза. Значи е толку просто едноставно да направите профил и уопште не е страшно. Значи кога више има да може да се поврзе самата банка, значи вие нема шо да се плашите да направите профил. Додека се отвара самата берза, интернетот е катастрофа. Значи многу луѓе ме прашавте за стейкинг. Ја уши у првото видео кажав дека од стейкинг сум комплетно изненаден. Значи дека уопште може да има стейкинг у Македонија. Значи додека го отворе ќе се префрлам на, за жал не го отвара. Многу е бавно. Ајде ќе почекам. Ќе му дадам шанса. Пошто видив дека ќе правам видео од 30 минути за луѓето кои што се жалат дека немале време да гледат. Значи погледнете колку е лесно и едноставно. Значи бирате ZIL, кој што е стварно многу добар коин. Прво се давале по 15%, 15,6, се дават 17% дивиденда. Да речем staking rewards, што е многу огромна сума за коин и плюс е добра технологија. Значи одете само депозит и било од која берза, од Binance, било од која берза вие можете да го префрлете тај коин на CEX или од CEX било на која друга берза вие можете да го префрлете самиот коин и да гледаш одете депозит, можете дури преку мобилен да го скенирате, а имате и адреса. Значи не препорачувам сега на почеток одма од коин, значи од мобилен, али имате ZIL депозит адреса, ја копирате и од било која берза вие можете да депозирате ZIL. Ако не можете и го немате ZIL купено на друга берза, имате да го купите со кредитна картичка. Од кога ќе го купиш со кредитна картичка, вие можете да го гледате колку имате staking information, колку различни коини имате за ad funds, значи самиот толку лесно се активира. Значи имате добри проекти, ви кажав, ви ги препорачувам Zilliqa, Tezos, Polkadot, дури и Neo. Neo строго го препорачувам, јас го имам доста многу. Сега ќе ви го покажам. Значи исто имате, ако неките, например, да го депозирате, пошто е стварно малку Neo, 1,5% да ви дава. Не знам дали самата берза го дава газ, кој што е токен, кој што го дава Neo. Ако више се решите да инвестирате од Neo се продава, значи ако више решите да инвестирате у Neo, значи имате wallet, neonwallet.com, значи многу лесно е, гледате тука за Windows или зависи дали сте Linux, доwnloadирате. Откако ќе го доwnloadирате, се симнува тој wallet, што сега ќе ви покажам. Тој wallet изгледа овака.
Значи комплетно е сигурен, више съм го тестирал некъде 4 години или 3 години го имам. Че како што гледате, ја имам 330 нео. Ја витив дека ќе ги покажам сите коини, нема да зборам на празно. Значи ми е купен на смешни суми на пари. Моментално еден нео е $38. И аз имам и на 50 и на 20 на различни суми. Ми е доста на смешна сума купен. Моменталната вредност на 330 нео ми е $13,162. Значи за тия години мене ми има изкопано 40 газ. Сега некој ќе рече не е нищо. Али представи си за тај газ денеска вреде на паднана сума на пари. На неговата паднана сума у Ваймаркет вреде $461. И самиот новченик, како што гледате тука, Claim Gas ви копа газ, значи одете Claim, дори не мора да ви е уклучен, тоа е најдоброто у Neo и Cardano, значи волетите од како ќе депозирате, не мора да ви е уклучен самиот лаптоп, плюс ви дава награди од други коини, што е феноменално. Значи одеме на самиот, да ви го представам, значи Neocoin, значи зашо е добро за инвестмент. Значи ово чудо е кинескиот Ethereum. Тоа име го више има 6 години и неговата има огромен потенцијал. Значи Кина стоја за него како проект. Многу малку информации пуштат у јавноста, али имам гледано на YouTube дека многу големи YouTube фаци и богаташи ни света го купуват и го складират. Значи ако мисли некој дека е скап, не, $38 е смешна сума за нешто кое што се очекува минимум $400 да биде и плюс ви дава дивиденда газ. Тај газ ќе се плаќат некои трансакции, значи за побрзо коините да ви одат и нели како што сега има Ethereum газ. Значи Neo се уште не сум истражил точно на кој начин, не сум го употребил, го чувам и го складирам, не сакам ни да истражувам, затоа што знам да ќе тестирам и ќе потрошам. Значи Neo газ што ви го копа, уствари cryptographic currency that drive the Neo network. Both Neo and gas are kept 100 милион токени, значи 100 милиони има Neo и 100 милиони има газ, што значи дека не е многу. Значи знам дека доста се купувате и самиот Neo нели што го копа газ, дека ќе стане многу вреден. Значи моменталната вредност на Neo моментално е $38.60. Значи како што ви учив на CoinMarketCap, значи секогаш ќе ги тражите големите проекти, гледај уврво на Neo е бил, не можем да го наместам маусо, 2018 јануари, кога беше криптоексплозијата, е бил $183. Значи како правиш аналитика, значи сега е 38 и сега ако ќе рече некој дали е скап, значи уопште не е скап, значи нешто што е било $138. Значи има огромен потенцијал. Значи и не мора таа цена да отиде што му ја препорачуват на $400. Значи вие имате коин кој што е многу ефтин. Значи 100% сте у добивка. Ако го купиш и го чуваш да не го трейдаш. Газ исто е на смешна сума на пари сега. Не го препорачувам да се инвестира, да се купи. Ако купите за голема сума Neo, значи ќе ви го копа самиот газ, нема потреба да инвестирате да го купите. Значи се уште не може overview loading треба за да ја видам графата. Али газ беше у самиот бум, беше некаде $73. Замисли си. Че сега е $11, а ќе биде 73. Значи јас ќе направам супер огромен профит само од кога газ ќе се врне на старата цена. Тоа е накратко за Neo. Мора да видам краток на тоа на видеото. Значи сега идеме за Deadliest Wallet, сите што се заинтересирани, првиот пат не да го покажам. Значи може и слабо приватна порака за повеќе информации или за линк и додуша линк мислам дека ќе го постирам во YouTube канал.
може и приватни пораки да ми пишете, само моля ви се не ми си обадите како некои луѓе, пошто сме временска разлика 9 сати. Че телефонот иако е изклучен, сега ми е изклучен, за жал мора да би изклучен, пошто много луѓе ми звонат и ми се вод за ей брат, знаеш, тај стил, не ги знам, не знам за директни информации. Луѓе, не можем да одговорам на сите, да ми пишете порака, кога можем ќе одговорам. Сите знаат дека до 200-300 души имам одговорено пишено. Представете си по 10 минути. Значи колку е тоа со месеци на сите луѓе само пораки, што никој до него има направено тоа. Значи ова е официјалната страна, многу е лесно даунлоад и исто има и видео да се гледа нели како се самиот wallet како се активира, сега ќе го покажам, нели преходниот пат не можев. Читево мојо треба да привршувам со видеото, видив дека ќе биде некаде 30 минути. Значи накратко еве го мојот wallet. Значи имам 170.000 Cardano купени, како што ви кажав, на 0.03. Бев купил, преходно бев направил грешка, бев во преходното видео кажал 230.000. Значи бев купил 166.000 коини на 0.03 на 3 центи за $5,000 и после тие истите ми беше изкопало 7.000 коини, бев ги дел играл да ги тестирам и бев направил $170,000. Ова 170.000 Cardano. Еве моментално за не сум уште сметал за колку, мислам дека за 2 месеца ми искупа само овај wallet 855 коини. Значи тука кога што гледате ADA е на новиот wallet го покажува еден ADA е 1.14. Јас извинјавам. Значи самата клима и влажност на воздух убиват. Каде бев? Значи тоа ми е самиот новченик. Ја имам два одделни wallet-а на Cardano, за чисто да тестирам дека да се у кој пул, али на крај ги ставив у двата, пошто ќе ви кажам се уште пуловите не се средени за точно да се пресмета печалбата. Значи туку банк Shell двојката имам околу 50.000, секојаш го држам 50.000, од другиот 170.000 на фиксно. Значи оваа банка ми има ископано 251.71 Cardano. Се уште не сум пресметал, тоа ми е грешка. Значи тука одите на втората иконка, вие Delegation Center. Значи како што гледате на секој 5 дена, значи епоха, ви стигнуваат тие дивиденди или staking rewards. Кога го држите, од како сте избрале на кој, тука се оде stake pool. Значи калкулаторот како се пресметува. Значи многу луѓе се збркуваат на тоа. Значи само тоа го фаќате и го теглите. Еве ја имам првиот wallet, имам 170.000 Cardano и го местите на 170.000. Го местите, не мора да биде точно сега прецизно, го местите на 174.000 Cardano. Грешка го наместив на 165 поради интернетот кој ше катастрофален. Значи сега ќе ви пресмета на 5 дена само овај, да се надевам дека ќе го отворя брзо, значи да бидам краток со видеото, али ако што гледате интернетот ме коче, а и самата програма. Значи самиот калкулатор кој ќе го потеглите и го наместите колку коини имате, значи он автоматски ќе пресмета кој од тие staking pools е најдобар за вас. Многу луѓе бират и мене на почетокот ме збрка, нели saturation е многу битно, да не надминува 100, ама не значи дека вие треба да изберете некој што има само 10% или 20%. Мојо е, ќе видите ако го отворе, на 98. Финтата е да ги изберете у првите 5-6. Секојаш ги бирајте додека него средат wallet-о перфектен да биде, првите 5-6. Гледајте да него надминува, да стане црвено и да него надминува 100% saturation. Сега за жал, гледаш, кочи. Нема да можам да го прикажам. Самата програма си тражи доста. Треба да видам за надоградба на некој сигурно појак лаптоп или да ја сменам самата програма. За жал, тешко да го отвори изгледа. Значи rewards имам ископано до сега за... Не се сеќавам исто точно, катастрофална грешка, веќе не можам да мислам колку месеци поминаа, али имам ископано за да гледате банк Shell, има ископено негде 5.000.
додека банк Shell двојката ми скопено 1280 коини. Значи има доказ дека волето копа и дека работи. Во е, ако заглавете нешто, има и нели voting registration центар, значи да се пријавите за да гласате за проекти. Тука најпоследната опција ви е за не ми ни потребна таа Staking Pools, теми, тоа не ми ни потребно. Значи се уште за жал не може да го пресмета, али разбравте ме, уствари што сакам да кажам со не би треба да ставате на 10% и 20%. Тоа е. Значи самата програма си го взима делот. Значи тука веќе привршувам. Сакам нели да не биде видеото повише од 30 минути за да не се жалат луѓето дека немале време да гледат, поради тоа што има многу турски серии и многу јака македонска политика која што ни леп ви дава ни вода. Значи размислете. Кажав ви пари кои што не ви требат, више минам 31 минута. Значи да биде на 33 да го превршам. Гледајте да не ставате пари кои што ви требат за наредниот месец или за наредната недела. Не земајте пари на заем. Не се молете на сите. Знаете дека со пари на заем и такви лихви настануваат проблеми. Гледајте да со собствени пари или работи кои што не ви требат да ги продадете и да инвестирате у нешто кое што има сигурна иднина. Не се лажете на коини како Dogecoin, Ripple, иако стварно може да се направи профит. Комплетно не ги препорачувам заради тоа што се gambling coins. Можам и комплетно да кажам дека се понзи шема, пошто големи луѓе поседуваат и големи проценти од самите коини и можат да ги продадат у секое време и да ви испаничат и да ги продадете. Пак и повторам дека кога веќе инвестирате и кој којно падне 30%, 50%, па дури 90%, не паничете да го продавате. Не паничете да го продавате, чувајте го, значи маркето и да биде 2-3 месеци даун, кога и да ќе се врне. Значи ќе се трудам оваа вечер да снимам повише видеа, побрзо, поради више тоа што дека нели ми стигна програмата. Иако сум доста изморен, пошто верувајте дека 15 сата гледам дневно, откако сега не работам, правам аналитика и гледам видеа. Кажав дека не ми требаат 100,000 10,000 луѓе да следат и да ми стават лајкови, доста е и тие сите луѓе кои што до сега сванаа и